Тоа беа првите вести на телевизија 24 за денеска, а ние сега ќе го почнеме и студискиот дел, односно разговорите, како прва тема се водомерите, не во домовите, туку во заедничките простори. Во студиото на телевизија 24 веќе е Борис Начков. Јас го представувам како експерт за водовод, а тој е поранешен технички директор на јавното предпријатие Водовод и канализација. Кога го добив, први да ви се благодарам што ја прифативте мојата покана да гостувате во студио 10 и кога ја започнавме оваа сторија да ја правиме околу водомерите, беше многу интересна информациите кои што ги добив од вас. За сега голем број на луѓе, но пред се за сега државен интерес. Така? Најпрво им благодарам на поканата и поздрав до гледачите кои ја гледат ова емисија. Така, да појасниме зошто сте сега тука. Не зборуваме за водомерите кои што ни се дома, туку ќе зборуваме за водомерите кои што ја мерат потрошувачката на вода во заедничките простори. Што се случува со тоа мерење на водата? Најпрви се извинувам на честните и вредните работници во водовод и канализација кои ги има доста, и секој мој настап до сега бил афирмативно за водовод и канализација, но овој пат темата ќе биде малку по-незгодна од службената злоупотреба на поединци со купени дипломи во јавното предпријатие Водовод и канализација. Ке збориме не само со главните водомери. Проблем имат и со посебните водомери. Ми интервенира еден професор, имал проблем еден архитект со ова и ми кажува, викам, јас имам проблем, викам, со таа работа сега. И го разложи, му реков да ја гледа емисијата. Да објасниме тогаш, каде го гледате вие проблемот? Што се чита, што се наплаќа, каде се чита, каде се наплаќа, каде не се наплаќа? Значи, поединци во водовод и канализација, поготово во наплатата и правниот сектор, ја злоупотребуваат оваа тема и се фактурира на заедничките водомери во само 15 до 20% во градот Скопје. Пред законите и пред суставот сме сите еднакви. Законите во Македонија важат и за Битола, и за Куманово. Таму има добро организирани водоводни системи. Во Битола е само водовод, а во Куманово е водовод и канализација, и во бивша Југославија водовод и канализација Куманово била едно од подобрите фирми и со лични доходи, и со работење и со ова. Скопски водовод бил еден од... Прекинам само секунда, ќе ве замолам да не, ако веќе имате обвинувања од ваша страна, да не биде тоа со лични имиња и презимиња. Надлежните кои што ќе утврдам кои што се виновни, јас ќе ги побарам лично да дадат свој став, меѓутоа не сакам да зборувам за луѓе кои што не се во просторијата. Значи, се слагам со вас, така треба, ама јас би сакам, за да не биде општо за водовод, да, функцијата може да кажете кој каде лоцирате вие проблем. Да, меѓутоа без лични имиња. Така, готово. Веќе го кажам проблемот. Ајде. Во 2018 година е купен стан за синот. Добро. Фирмата Дабар која го градила, го известува, одно имаше управител, некој треба да ги превземе водомерите, главните од тој кога за време на градењето, тоа што потрошил, го предложил, се вселуват становите и треба некој да го преземе. Го убедував син ми да немал работа со многу луѓе и ова, и се прифатив за носител на главниот водомер за ниска зона, а друг во надзорниот одбор на зградата се води на жена, му се прифати се. На моја има сега се водат 4 водомери заеднички, во двете простории за чистачка, во термособата ако работи некој одржува под станицата и главниот водомер за ниска зона. Се добиват бројки, Јас сум подпишал на инстирање на синот за главниот водомер за ниска зона. Ми се убацени и овие водомери.
знаејќи состојбата во водовод и како треба, познавајќи ги законот за водоснабдување и одведување на урбани вод по број 68 од 2004 година, сум јас учесник во работната група која го изработила овој закон. Во рамките на бивша Југославија, Македонија прва има ваков закон, а порано тоа сето било регулирано со одлуки на советите на градовите. Имаше во Скопски вода, така било во Белград, во Загреб и во Битола и во и е направено за да се знае. Незадоволен од односот на ова што се случи, ова е 5-та година. Трпението е при крај и затоа го изнесувам. Надлежен инспекторатот на град Скопје. Добро. Со барање со образложа преставка за промена на корисникот и за превземање. Инспекторатот на град Скопје, место да постапи како инспекторат, тој се поднесе како користка служба. Разговара со истите луѓе со кои ги прават проблемите и вика, комунална инспекција не може да води постапка. Јас се обратив до Комисијата за домување, од каде произлегува проблемот. Во Законот за водоснабдување и одведување на отпадни води, во членот 3, точка 17, корисник на услугата вика кој може да биде и вика куќен совет. Ама во Законот, донесен во 2004, ама во Законот за домување, број 99 од 2009 година, значи повеќе не постои куќен совет. Терминот куќен совет не постои и регулирање на заеднички одбор во зградата ги превзема заедницата на собственици на станови и управителот, како што е во цел нормален свет. Во нашава зграда никогаш немало заедница на собственици, одма е почнато со управител. Зашто? Ако е заедница на собственици на станови, некој треба по становите да собира пари, таа е тешка. Вака управителот ги врши тие работи, си води евиденција, кој не плаќа го тужи. Така. Од регулаторната комисија за домување би известиле дека донеле одлука, дека сум во право, и вика, доставени се препораки за примена на закон и барање за одржување на работна средба. Кога ќе се... Вика, Вршево водовод и канализација нема со кого да се разбереме. Сите управители ми реагираат, ама нема со кого да се разбереш. И сега? Ова проблем го иман сите инвеститори на згради, стамбени згради, меѓутоа уште има главни водомери кои се водат на управителят становите предадени пред 10 години. И што се случува сега со тие сметки? И ова се фактурира само во 15 до 20% низ Скопје. Згради има. Не само во аеродром, не само во центар, не само во Карпо. Згради има и во Сопиште, згради има и во Сарај, згради има и во Бутел. Така во цело Скопје. Така, дали е рурално, дали е урбан дел. И не може да се разбереш, вика, нема со кого да се разбереш, немаме проблем. Еве со Евана како функционира. Ние во зградата со Евана, Евано го прави мудро, ги заведува. Како носител, како корисник го заведува заедницата на собствени во станови и тоа е исто и во нашата зграда. И нема никаков проблем. Кои се корисници на заедничката вода? Сите собственици. Иде на сметка на управителот и се фактурира и тоа се функционира нормално. Така. Во само 15% рековте дека се фактурира. До 20%. А другото се троши, а нигде не се плаќа. Другото се троши, а никој ни се фактурира, ни се плаќа. Нема интерес јавното претпријатие да го наплаќа, нема кој да го наплати. Еве како поранешен долгогодишен работник во ова претпријатие, што е проблемот тогаш? Кои се информациите? Значи, овој се работи раководителот на наплата во тандем со раководителот на правната служба, си работи без да знае раководството, да те кажем. Еве ние до тогаш не сме знаели. Го работи во мал број на станови. Сите пред законот и пред уставот. Ама зошто? Не разбирам. Затоа што во користи негови на претпријатието и на градот ќе биде да плаќат сите исто. Така? Така треба да биде. И тоа може да биде предложено име мерко во секоја зграда да се фактурира, и законот за
Законот, еве ќе го прочитам само уште. Законот за водоснабдување и одведување на урбани води во член 28 вели: во колективна стамбена зграда посебните водомери служат и контрола за мерење за учество во вкупната потрошувачка на водата исказана на главниот водомер на приклучокот. Значи, разликата што ќе се яви таа може да биде до 10%, затоа што во главниот водомер еден мал водомер регистрира се, а нагоре ако нема точност, значи треба сразмерно да го подели, да се подели тоа на страни. Некој потрошил 2 кубика, некој 5, некој 15. Разликата да биде оној за 2, оној за 5, оној за 15. Овие го држат тоа на главниот и затоа се фактурира само во 15 до 20 копши. Тоа е. И сега е известен и регулаторна комисија која што ги контролира состојбите со водата. Извештени се инспекторатите. Неколку средби со јавното предпријатие. И статусот е кво? Нема ништо. Види сега само за да кажам. Директорот на регулаторната комисија пред мене разговараше за законот за водоснабдување и го издиктира текстот кој ќе совет да не постои, да се замени со заедничек. Ајде. Значи превзема, разговарал, меѓутоа нема со кого да се разбере. Поред тоа, Ама има таму со име и презиме луѓе кои што се надлежни, како нема со кои. Поред тоа, јас сум поднел на 7.2.24 година предлогот за измена законот за водоснабдување и одвој на овој член. Меѓутоа, таа измена иде споро, кога ќе биде ова. Јас тоа сум го напишал истото во регулаторната комисија за водни услуги. Луѓе што ме познаваат, јас сум учесник и во овој закон, бил во Братислава, во Виена, во ова, да кажеме, човек од селата, да кажеме сега. И знаете состојбите. Вика, Борче, ти си во право, меѓутоа во водовод нема со кој да се разбере. Правевме состанок, ме викна на состанок, има комесар за водни услуги, да ти кажам, институции, меѓутоа статус кво. Последно што сум направил, сум поднел до Државниот комунален инспекторат. Му се јави главниот државен комунален инспектор на раководителот на наплата. Добро. И тој се смилува, само вика, и само во како заковед да го заведе управител, сметките да стасат кај него. И то таму остана. И јас, значи, сум се обратил до сите институции можни, меѓутоа нефункционирање на сите институции ги кажа кои се водат до таа состојба. Затоа нашите деца се иселуваат од нефункционирање на системот. Луѓе со купени дипломи го на јавниот сектор и квалитетните луѓе не бегаат надвор. Реколте дека има спорно и во наплатата. Како се наплаќа кај оние што се наплаќа? Дека не се читаат водомерите како што треба. Значи, види, во член 20... Има сомнителни суми кои што стигаат во сметките. Да кажеме, една сума, да кажам, водомерот што се води на мене за ниска зона е вредноста е 8.803. За водомерот што се води за висока зона е 10.803. Има сметки по 520 евра. Замислите се. За заедничките простории? Не за заедничките, за главниот водомер. За главниот, добро. За главниот водомер. Тоа се баслоновани. Како треба. Ако дома добиеш сметка за вода, имаш стара, нова, на водомерот ќе ја провериш. Добро. И ќе ја видиш разликата. Али на главните водомери, чита, инкасаторот кај работи ова работа, таму си ја чита вредно и меѓутоа ја предава во наплата. Треба старата со новата состојба да се направи табела, па да се пишат сите потрошувачки од стан број 1 до стан број 120, 3 дуќани има таа потрошувачка и да се извади разликата од двете простори за чистки и да се види стварната. Тоа не го прават, пишуваат само бројчини. Сум реагирал, меѓутоа нема ефект. И стамбените заедници ги плаќаат толку високи сметки? Ми вика управителот наш, ми вика, Борче, да не тече некаде, бе, викам. Абе, не тече, бе, викам.
Дече Марко, ама еве со кого, не можеш да се разбереш што. И ќе ви дадат после на извршител? И Ако не се сега плати? ќе дадат извршител, ја мора да бидам да курир, да од сметките стасуват и кај него, ама да ургирам, да се платат, да се ова, затоа што мене ќе ме дадат на извршител, бидејќи 4 водомера, не ова стана, од 4 водомера се водат на моје име, што е не зборено да се води тоа на управител, они си го тумачат на свој начин. Некоја округла сума, имате направено проценка колку губи градот, колку губи јавното предпријатие што се... Веќе ви Вака кажам, што видите, вие недомакински се работи? бидејќи обврска на јавното предпријатие водовод и канализација, водомерите да ги баждари на секои 5 години. На секои 5 години. Добро. Има водомери кои не се баждарени, јас дома има кај што живеам, водомер кој од 82 година е вселен на зградата, не е баждарен. Главниот водомер во законот број 27, број 28 е собственост на давателот на услугата. И тоа е замислено, бидејќи е собственост на давателот на услугата, да они го читат и сразмерно на потрошувачката ја поделат на становите. Така, сумата. Сумата на тој што троши 2 кубика, тој што 10, тој што троши 15, нема со кого да се разбереш. Користејќи ја и злоупотребувајќи ја монополската положба, ги малтретират корисниците. Ќе ви кажам за другиот дел за правниот дел. Во предпријатието има 10 правници. Добро. Читам од институцијата која има најголемо поверение и ја работи работата професионално, тоа е Државниот завод за ревизија. Правело ревизија во водовод и канализација од 17 до 22 година. Во 23 година го дава, излева сега по порталите и вика водовод има тужено за долг од многу корисници и фирми и ова, за износ од 1.500 евра, а има платено 1.900.000. Тоа е дил со адвокатите, со нотарите, со извршителите. Тоа е недопустиво. Со раководството сте обиделе да правите состанок на последниот директор му имам напишено барање во втори месец. До денеска да одговори да превземе и кај него има сличен проблем. Уште се води водомерот на главниот водомер се води на инвеститорот на градбата. Нема одговор. Чекав, трпев, гледам дека ова нема ефекти и затоа ја користам ова прилика. И ги повикавам сите корисници кои што имат. Не да разговараат. Нема ефект со кого да се разговара. Во писмена форма да ги барат своите права и после тоа, ако треба, да тужат. За да не дозволиме злоупотреба на поединци од јавното предпријатие водовод и канализација. Бидејќи сте долго време сте биле во компанијата, од кога се случува ова? Сега сте пензионер и вашата свест ве тера да го правите ова. Види, значи он што го работел тоа, се немало доволно информации, не ги растрчани по оперативата, по ова, водовод и канализација, имал кадри. На 95 години почина сега Љубомир Огњанов. Светската Обединетите нации го имат ангажирано како експерт и помагал во Тунис, во Мексико, во ова. Легенда за Скопски водовод е Ацо Ивановиќ, веќе покојан, од кој сме учеле, Скендено Мераги, од кој сме учеле, не научеле нас и сега има кадри што нешто знаат. Меѓутоа, тие кадри, раководството на водовод и канализација се измислиле како свој голи оток, па ги праќат во фекалната пумпена станица во пунктот во Сарај, за да не... Како казна. И како казна, стручни луѓе, двајцата се хидроинженери, едниот е машински инженер, за да
не работа. Таа околу себе окружени и сега владеат тие што се со купени дипломи. И сега последна, како чекор, како обид ова да се реши, ќе биде што, обвинителството или? Последен обид ова да се реши, и јас ќе бидем стрплив да го слушнат ова надлежните, пред се мисла на директорот, затоа што за сите добри работи во предпријатието е заслужен и директор, меѓутоа и за сите негативности е одговорен директорот, рачунајќи дека тоа може да се реши. И друго, да почекаме, да видиме може ќе стават кадар кој ја разбира, кој сака да исправи во интерес на корисниците, на граѓаните. Следно што не ме останува е тужење и сигурен сум дека оваа работа ќе ја добијам. Али тогаш ќе барам и надокнада на повеќе наплатените пари во интерес на заедницата на собствениците. Со каква санкција, каква казна би се соочиле надлежните? Што велат правилата? Тоа не го разбирам. Не можам да зборам за правни работи, не можам да зборам за Јас би барал злоупотреба на службената положба. Да им дадете уште една шанса, нов состанок, еве ние како редакција ќе се обидеме во текот на денот да ги добиеме надлежните од водовод и да ни ја појаснат оваа ситуација. Дали вие би се соочиле еве и овде во студиото доколку сака да објасни директорот? Секој пат спремен за соочување со било кого. Меѓутоа, со луѓето што ги стварат проблемите, нема да има никаков ефект, затоа што тие што треба сите институции во државата постојат да ги решават проблемите, не да ги... Тие што ги стварат, од нив не очекува, освен од директорот на предпријатието. Околу баждарењето ме заинтересира, сакав да ве прашам, кој има обврска да ги повика надлежните од водовод, жителите, станарите или тие водат некаква евиденција во водовод? Има евиденција кога водоморот е вграден, кога водоморот е вграден и водовод на 5 години треба да ги баждари, главниот водомер е собствено. Сега ќе ви кажам пример. Во Словенија, ние не треба да учиме многу. Во Словенија во сите села има водомери со далечинско снабдување. Јас имам куќа во една од Светониколските села кај Петна. Водомерот со далечинско оправување. Да не збориме за Австрија, бидејќи син ми живее таму. Во Австрија водомерите се читат со далечинско читување од канцеларијата на водовод. Нема инкасатори. Све се тоа електронски плаќа. И таму нема стари луѓе возрастни, затоа има син, ќерка, комшија кој ќе го подучи, ќе се вршите работа. Кај нас овој само бара инкасатори сака да прерасте водовод во инкасаторско предпријатие, што е недопустиво. Светот иде напред и ние треба да учиме. Сме почнале на оваа тема, меѓутоа кај што сме почнале таму застанало. Како што кажав, Телевизија 24 ќе работи на оваа тема. Овие се информации кои што ќе бараат и да се слушне и второто мислење од страна на надлежните во водовод и канализација. Секако ние ќе останеме во контакт, освен ако сакате да додадете нешто плюс сега. Во Законот за води, Ајде. број 87 од 2008 година. Во член 5, точка начело 10, пишува, затоа и ви имате обрска да ги информирате граѓаните, што го правиме сега, и јас затоа користам. Начинот на учество јава пристап до информација и се работи за дејност од основни. Водата е основна животна супстанца без кој нема ни работа, ни развој, ни опстанок. Ова што се случи со Трубарево, тоа е поправливо. Не е чисто континерите може да. Ако се случи нешто со водата, е касно. Тоа е непоприлизен. Така сме го изгубиле бунарското потрашче во Драчево и е напуштено од Линданот во Охис, па сме направили 7 км и 500 од Пинтија до Драчево и после 300 до Зелениково. Во кој вели, јавноста треба да има пристап до сите кои се однесуваат
на состојбата со водите и управување со водите, а особено информации кои се потребни за нени учествува во поставка за донесување на одлуки кои се однесуваат на управување со водите. Тоа значи, за ова, кога се дискутира за водите, треба да има права информација јавноста преку средствата за јавно информирање и кога се носат важни одлуки. Во советите на општините, во советот на града, во пратениците, затоа треба да има јавни и стручни расправи, за да се работите идат како што треба. Така, ви благодарам јас уште еднаш, овде ќе го завршиме разговорот, секако ќе бидеме во комуникација доколку работите трнат на подобро или пак на полошо, секако тука сме ние како медиум да известиме. Благодарам. Така. Почитувани, ќе одиме сега со првиот блок на реклами, па продолжуваме со вториот разговор во студиото.